Здраво, јас сум Анита Миовска, професор во Средно електротехничко училиште Михајло Пупин од Скопје. Ова е час по предметот енергетска ефикасност на објекти, четврта година, а наставната содржина која денеска ќе ви ја презентирам е фотоволтаични систем. Во рамки на наставната содржина ќе се запознаеме со елементите на фотоволтаичните системи, видовите и принципот на работа на фотоволтаичните системи, кои можат да се користат во објектите за домување, факторите кои влијаат врз производството на фотоволтаичните системи, како и некои технички решенија за подобрување на ефикасноста на овие системи. Прво да видиме каде се произведува електричната енергија во Македонија. Од информациите добиени од интернет страната на ЕСМ за ден 17.4.2020 година можеме да забележиме дека најголем дел од произведената електрична енергија е во термоелектраните, преку 70%. Токму термоелектраните се едни од поголемите загадувачи на воздухот, бидејќи при согорување на фосилните горива во воздухот се испуштаат загадувачки материи, меѓу кои јаглерод диоксид, кој е еден од водечките стакленички гасови, односно гасови кои го предизвикуваат ефектот на стаклена градина, а со тоа и климатските промени на земјата. На годишно ниво, во просек, во нашата држава, над 80% од електричната енергија се произведува во термоцентралите. Производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија нема штетно влијание врз животната средина. Да видиме кои се обновливи извори на енергија, кои можат да се искористуваат за производство на електрична енергија. Тоа е ветерната енергија, енергијата на сонцето, енергијата на земјата, односно геотермалната енергија, енергијата на водата, малите хидроелектрани, како и енергијата добиена од биомаса. Ова енергија уште е позната како чиста енергија. Денеска ќе зборуваме на кој начин од сончева енергија добиваме електрична енергија. Сончевата енергија која пристигнува на земјата е преку 10.000 пати поголема од вкупно потребната енергија за задоволување на потребите на луѓето во целиот свет. Македонија има поволна географска положба и климатски услови за искористување на сончевата енергија. Интензитетот на сончево зрачење е богат, на пладнево сончев ден може да надмине и над 1000 вати на метар квадратен, со над 2000 сончеви часови, како и просечна годишна глобална сончева радијација од 1385 киловат часови на метар квадратен. Тоа значи дека од сончевата енергија можеме да произведуваме електрична енергија. Да видиме како и каде се произведува, односно во кој елемент настанува преобразба од сончевата во електрична енергија. Основен градбен елемент на сите фотоволтаични системи е соларната келија, која уште е наречена фотоволтаична келија. Во оваа келија настанува директно претварање на светлосната енергија од сонцето во електрична енергија. Принципот на работа се заснова на познатиот фотоелектричен ефект. Кога фотоните од сонцето, светлосните фотони, ќе паднат на келијата, односно кога истата ќе се осветли, настанува задвижување на частиците на носителите на електрицитет
во келијата на едната страна се натрупуваат позитивните носители на електрицитет, на другата страна негативните, со што се појавува потенцијална разлика или, како што ние велиме, електричен напон. Тоа е еднонасочен напон, кој што изнесува некаде околу 0,5 волти при некое оптимално осветлување. Овој напон е многу мал и недоволен нормално, и затоа фотоволтаичните келии меѓусебно се поврзуваат во модули, сериски за да се добие поголем напон и паралелно за да се добие поголема струја. За да се добијат модули со саканата мокност, односно потребната мокност, овие модули потребно е помеѓу себе да се поврзат, сериски, паралелно, и на тој начин се формира фотоволтаичен панел. На слика А и Б се прикажани начини на поврзување, на меѓусебно поврзување на модулите. Како што можеме да видиме на оваа слика, прикажана е една соларна келија, соларен модул и соларен панел. Материјалот од кој се изработуваат фотоволтаичните панели е најчесто силициум, полупроводнички материјал, меѓутоа најчесто се користи поликристален или монокристален силициум. Ефикасноста на овие фотоволтаични панели во просек е некаде околу 15%. Системите кои се користат за добивање на електрична енергија од светлината на сонцето се викаат фотоволтаични системи. Постојат две основни поделби на фотоволтаичните системи: самостоен фотоволтаичен систем и фотоволтаичен систем поврзан на електричната мрежа. Со самостојниот фотоволтаичен систем, произведената електрична енергија од сонцето се користи за индивидуални потреби, додека пак со фотоволтаичниот систем поврзан на мрежа, произведената електрична енергија, доколку има вишок, може да се предава на електричната мрежа, а во периодите кога нема доволно сончево зрачење, може електрична енергија за напојување на потрошувачите да се зема од електричната мрежа. Основни елементи на еден самостоен фотоволтаичен систем се фотоволтаични модули, односно фотоволтаични панели, соларен регулатор, батерии, акумулатор, инвертерот и потрошувачите. На сликата е прикажана принципиелна шема на автономен фотоволтаичен систем. Принципот на работа на фотоволтаичниот систем може да се објасни на следниот начин. Кога светлината ќе падне на фотоволтаичниот панел, од него се произведува електрична енергија, која преку контролерот за полнење ја полни батеријата, се складира во батеријата, од каде директно може да се напојуваат потрошувачите на еднонасочен напон, додека пак потрошувачите на наизменичен напон се напојуваат преку инвертерот, кој истата енергија ја преобразува во наизменична. Освен фотоволтаичните панели како основен елемент во овие системи, батериите се елементот во кој произведената електрична енергија се складира. Постојат повеќе типови на батерии, кои што се користат во соларните системи, на база на никел, литиумски батерии, оловно-киселински батерии. Животниот век на една батерија зависи од повеќе фактори, од бројот на циклуси, вклучување и исклучување во годината, амбиенталната температура, од начинот на користење и така натака. Регулаторите, односно контролерите на полнење, се уреди кои во соларниот систем работат по принцип на регулација на влезниот еднонасочен напор од страна на соларните панели и истите ги надополнуваат батериите
со еднонасочен напон. Секој соларен систем мора да има и регулатор на полнење со цел батериите во кои се складира произведената електрична енергија да не се оштетат од длабоко празнење или да не дојде до преголема наполнетост на истите, како и батериите да не добијат преголем влезен еднонасочен напон од страна на соларните панели. Енергетските преобразувачи, инвертери, се уреди кои служат за преобразба на еднонасочниот напон во неизменичен напон. На сликата е прикажан еден инвертер кој се користи најчесто во самостојните фотоволтаични системи, а десно е инвертер со вграден полнач, односно регулатор на напон. На сликата е прикажан еден фотоволтаичен систем поврзан со дистрибутивна мрежа. Ова е втората изведба. И на сликава можеме да го забележиме протокот на енергија. На кој начин работи овој систем? Можеме да видиме дека со осветлување на соларните панели се произведува електрична енергија, која што преку инвертерот се преобразува во неизменична и истата служи за напојување на потрошувачите. Во периодот кога потрошувачите се исклучени, вишокот на енергија се предава во електричната мрежа. Исто така и во периодот кога нема доволно сончево зрачење, електрична енергија да се зема од електричната мрежа за напојување на потрошувачите. На сликава е прикажан еден фотоволтаичен систем во кој што покрај поврзаноста со електричната мрежа имаме и можност произведената електрична енергија од соларните панели да се складира во батериите. Тука е прикажан протокот на енергија, каде што гледаме дека енергијата од панелите оди на инверторот, каде што таа се преобразува во неизменичен напон и се напојуваат потрошувачите. Вишокот на енергија може да се предава во електричната мрежа, а истовремено и енергијата од соларните панели служи за напојување на батериите. Постојат различни технички решенија на овие фотоволтаични системи кои што се поврзани на дистрибутивната мрежа. Еве тука е прикажано едно ефикасно решение во кое што произведената електрична енергија, ако го погледнеме дневниот режим на работа, произведената електрична енергија од фотоволтаичните панели служи за полнење на батериите, односно се акумулира, и истата енергија од батериите преку инвертер може да се од истата енергија да се напојуваат потрошувачите. Вишокот пак на енергија исто така преку инвертерот може да се предава во електричната мрежа. Во ноќен режим на работа можеме да забележиме дека потрошувачите се напојуваат преку батеријата, односно преку инвертер се преобразува еднонасочниот во неизменичен напон и се напојуваат потрошувачите. Во режим кога немаме поволно сончево зрачење, облачно кога е, батериите може да се полнат од електричната мрежа, а исто така и потрошувачите да се напојуваат од електричната мрежа. Кај овие системи дополнително е вграден и уред за мониторинг, кој што служи за пратење на електричните параметри, напон, струја, мокност, исто така ги прикажува и вредностите на произведената и предадената енергија во мрежа, а овој мониторинг систем постои кај него и можност за далечинско отчитување на параметрите и функционалноста на системот. Најчесто поставувано прашање е како да се пресмета произведената електрична енергија од фотоволтаичниот панел. Пресметките на произведената електрична енергија се сложени бидејќи зависат од повеќе услови и фактори. Тоа се климатските услови, географската положба на подрачјето
интензитетот на сончевото зрачење, бројот на сончеви часови, температурата на околината на воздухот, таа е идеална кога е 25 степени Целзиусови, од наклонот на панелот спрема хоризонталата, инсталираната мокност на панелите, како и материјалот, односно ефикасноста на панелот. Тука е прикажана една формула, каде што произведената електрична енергија во киловат часови се пресметува како производ од површината на фотоволтаичните панели, приносот, односно ефикасноста на панелите, годишното просечно сончево зрачење на навалените панели, како и константата на загуби. Овие пресметки се сложени бидејќи факторите кои што се земени во формулата се пресметани во оптимални услови, кога интензитетот на соларното зрачење е 1000 вати на метар квадратен, кога брзината на ветерот е 1 метар во секунда, кога сончевите зраци паѓаат под прав агол врз панелите и така натака. Затоа, подобро е да искористиме достапни информации во кои што се извршени веќе пресметки за производството на електрична енергија од фотоволтаичните панели. Пред да ги погледнеме пресметките, да споменам само дека приносот од фотоволтаичните системи, односно електричната енергија која што е произведена, може да се зголеми со употреба на ротациони фотоволтаични панели кои што може да ротираат во две оски, односно да ја следат положбата на сонцето по две оски. На сликава е дадена табела со направени истражувања колку електрична енергија може да произведе фотоволтаичен панел со мокност од 1 киловат. Дадена е споредба на производството на фотоволтаичен панел кој е статичен и поставен под агол од 32 степени спрема хоризонталата и фотоволтаичен панел кој што има можност за следење на положбата на сонцето по две оски. Можеме да забележиме дека на годишно ниво фотоволтаичен панел од 1 киловат инсталирана мокност произведува некаде 1293 киловат часови, додека пак фотоволтаичен панел кој што ротира по две оски произведува електрична енергија околу 1706 киловат часови, што е некаде зголемување на приносот од преку 40%. На сликава можеме да забележиме ова е еден реален пример каде што е дадено производството на електрична енергија од фотоволтаичната централа која е поставена во Средното електротехничко училиште Михајло Пупин. Вкупната инсталирана мокност на фотоволтаичната централа е 12 киловати. Ова е фотоволтаична централа која што е поврзана со дистрибутивната мрежа без можност за складирање на електрична енергија. Даден е диаграмот на производство на централата за месец октомври, просечен месец, со просечен број на сончеви часови и просечна должина на денот од околу 13 часа. Можеме да забележиме од диаграмот, односно да видиме дека производството на електрична енергија за месец октомври е 1152 киловат часови. Ако извршиме пресметка колку електрична енергија произвел панел од 1 киловат инсталирана мокност, можеме да видиме дека месечното производство на електрична енергија е 96 киловат часови. Значи, 1 киловат фотоволтаичен панел произвел електрична енергија од 96 киловат часови. Уште една интересна информација дека со развојот на технологијата денеска се применуваат и хибридни фотоволтаични термални панели кои што представуваат комбинација на фотоволтаичен панел и колектор, односно
Со истиве панели можеме да добиеме и електрична енергија и топлинска енергија која што можеме да ја користиме за топла вода, за добивање на санитарна топла вода и за како дополна на системите за грејење. Се надевам дека добивте добри информации, интересни информации, полезни. Се гледаме некој следен час. Пријатно.